стигнавме до вториот дел од емисијата наменет за разговор со нашите гости. Со доаѓањето на пролетта, високите температури и топлото време веќе почнува да станува актуелна темата за пожарите на отворено, најчесто тоа се шумските пожари. Со цел да делуваме превентивно на оваа тема денес разговараме со командирот на територијалната противпожарна единица во Велес, господинот Љупчо Лепидовски. Господине Лепидовски, добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро за телевизија К1 и поздрав до граѓаните на Република Македонија. Так. Господине Лепидовски, пред да започнеме да разговараме на темата што ја споминавме, би сакала на самиот почеток да кажеме нешто за вашата професија. Со оглед на тоа дека спаѓа во високоризични професии, потребни се големи физички и психички подготовки. Па вака, професионалноста како пожарникар е голема работа, и тоа што секоја професионалност нели си има свое значење. Сепак пожарникарите се една специфична категорија на луѓе каде што нивната работа е кога у најтешките моменти на граѓаните од елементарни непогоди како што се пожари, поплави и останатите земјотреси, нели елементарни непогоди, тие делуваат и интервенираат за да им помогнат на граѓаните. Ради тоа што сме се одлучили за таа професија и треба прво со љубов да работите, за да бидете борбени, односно да се спротивставувате на ризиците што ги има, а со тоа и допринесувате за да се спасат благодетите, односно и животите на самите граѓани. Со колку број на вработени располага моментално територијалната противпожарна единица? Па вака, сега имаше доста измени во законите за пожарникарството, но по стариот редослед кој што беа на 2000 жители, каде што доминира територијалната противпожарна единица на таа територија, каде што е Градско и Чашка и Велес, значи на 2000 жители еден пожарникар. Сега со новите измени на законот, на 1500 жители еден пожарникар треба да биде. Со тоа што сега се уште не е спроведена таа процедура. Сега бевме 26 пожарникари, каде што тројца веќе заминаа до 7 март во пензија и се надеваме дека во текот на оваа година ќе имаме да дојдат млада генерација, каде што ќе ја продолжи нели традицијата на професионалец пожарникар, односно ќе се зголемат капацитетите за да може да реагираме на цела територија на општина Велес. Споменав дека темата за пожарите во летниот период е доста актуелна, бидејќи тие за жал се многу чести. Што би им препорачале на нашите граѓани, на што да внимаваат, како да се однесуваат? Па вака, и како и секогаш што кажувам дека пожарникарството, пожарникарството е наука, односно мора да им ги соочите проблемите на граѓаните за да може да соработуваат со нас, за да може да ги отстраниме сите негативни работи за настанување на пожар. Соработката веќе подолго време трае и прифатена е нели нашата подадена рака за соработка, ради тоа што ние како единица не можеме само да действуваме и да чекаме да има пожари од невнимание на самиот човечки фактор граѓаните, него треба да се зближиме до граѓаните со тие едукации, со превентива, за да можеме сите заеднички да се уклопиме во смалување на ризиците од сите тие елементарни непогоди. Значи, препораката на граѓаните, како и секогаш и секоја сезона, значи имаме 4 проблеми што се случуваат во делот од пожарникарството, значи за пожарите. Првиот дел е во урбаната средина, каде што има доста проблеми, во рујалната средина, во индустријските зони, така да тие 3-4 делови. Значи да нагласиме, зимниот период веќе е при крај, нели? Грејната сезона завршува. Посебна препорака до граѓаните во колективните згради за живење во град Велес и во општините нели Чашка и Градско. Значи, треба да председателите на куќните совети да си превземат соодветни мерки кои се уште не ги превземале целосно. Некој почна, некој не се преземе. Тоа значи средување на громобранските инсталации на исправноста, хидранските мрежи, сместување на лесно горливите материјали во подрумските простории, односно секоја зграда треба и организационо да знае каде има деца со посебни потреби, каде има неподвижни лица, каде што би можеле да не информираат.
електрична инсталација, проверка на електричната инсталација, потоа правилно користење на плинските уреди во текот на Тоа овој сакав да ве период. прашам следно дека во летниот период е зголемена употребата на плинските боци за разлика од електричната енергија. Колку тоа може да биде опасно? Па значи поради економската ситуација, нели, за штедење на средства во своите буџети, нели, домашните буџети, се преориентираат на плинските уреди. Тоа е добро, нели, да се води таква штедлива економија во самата фамилија, но предпазливоста е многу на ниско ниво. Што значи дека плинските боци треба да се полнат соодветно количински колку што е дозволено законски, а не да ги преполнуваат, преди тоа што кога одат на бензинските пумпи, колку ќе побараат, помпашот ги полни. Со тоа предизвикуваат оптеретување на самата челична боца. Посебно преместување по балконските простори, имавме такви случаи во овој период, нели, од 3-4 месеца, каде што при самото преместување стегите на самата боца и сигурносниот вентил се разлабувуваат, при што може да има дишење на самиот плин. Плинската боца која што е приклучена на електричните уреди, само ги затвораат копчињата од самиот шпоред, а не го затвораат и главниот вентил од боцата, што при голем притисок може би да дое до излегување на самата паре од плинот и при палење на ламбата, пошто тие соодветни прекидачи не се за во такви простори, самото искрење може би ако има добра концентрација на плин да дое до експлозија. Многу пати и сигурносните вентили треба да се прочистат, пошто тоа од самиот плин што има нечистоти може би да дое до запишување на мембраната и да дое до несакана последица. Сето тоа треба да го контролираат самите граѓани, а со тоа што ќе го контролираат и нас ќе направат добри услови за да нема пожари, за да не интервенираме. Колку се чести кај на случаите на појава на пожарите од неправилно користење на плинските боци? Па прошлите години имаше таква појава, значи на пожари. Оваа година, овие 4 месеца, имавме само еден случај со плинските уреди. Тоа беше на балконот, ама тоа не од плинското, него го заборавила само процес на спремање на храна. Зетинот го оставила на плинскиот уред и дошло до запалување. Тоа беше тога ки Васи Главинов на 4-ти спрат, со брзата интервенција не дозволивме да се прошири во самиот стан. Тоа беше на балкон, летна кујна припремено, така да опасностите се големи. Во секој случај предпазливоста на граѓаните мора да биде на највисоко ниво или пак да ги следат препораките од самите апели што ги праќаме кон нив. Сето тоа само да спроведуваат противпожарната заштита и командирот на единици и останатите колеги што даваме апел, ја мислам безбедноста ќе се крене на високо ниво. Так, споминавте дека заврши зимскиот период, а со тоа и крајот на грејната сезона. Кој е вашиот апел и треба да се исчистат оџаците, како да се постапи? Па вака, значи, во текот на целиот грејна сезона, зависност од какви дрва горите, водени и така натака, се прават саѓите, него тука малку граѓаните буквално ги свати работите дека само оџаците треба да ги чистат. Оствари предизвикувањето на пожарот и запалувањето на оџакот се случува од ќумците на самите кривини кои што имаат приклучок на самиот оџак, не ги чистат тие саѓи и не го чистат грејното тело. Значи под плочата на грејното тело се собираат доста саѓи каде што предизвикуваат поголема температура, а таа температура доаѓа до загревање на самите ќумци и зацрвенување и ако има во близината горлива материја како што се нели овие намешта и така натака, може да дое до запалување или тапети и така натака. Значи мораат комплетно, освен оџакот што е нели у колективните згради, сите што треба да се грижат за оџакот, треба и посебно секој во својот стан да си ги чисти и ќумците и грејното тело. Значи тоа е еден дел, а другиот дел е што се прави грешка на самите граѓани, кога веќе им се запнува оџакот кај што е приклучено грејното тело, они го преместуваат на друг отвор, каде што тоа е за вентилација. Значи тука се мрснотиите од самите кујни, аспираторот што ги собира приготвење нели на самите приготвување на храна и сето тоа доставување преку ќумците искра доаѓа до запалување. Значи се знае у колективните згради каде треба да се приклучат, иако изведбата на оџаците е слична. Значи приклучокот е ист и они тоа го прават подобро да не чистат или да не собират, кога што знаеме у колективните згради е проблем за собирање средства за тие услуги и така да мора да паза, значи каде што е предвидено да се приклучи оџакот,
Значи, грејното тело таму треба да се приклучи, а не да експериментира, заради тоа што сето тоа е на нивна штета. Ние ќе доеме да помогнеме да изгасиме, него тоа што ќе изгори не можеме да го надокнадиме, па камоли да се работи за човечки живот. Господине Лепидовски, покрај вашите интервенции, вие континуирано работите и на едукација за заштита од пожари. Пред одреден временски период ги посетивте училиштата на територијата на градот, сега следна е посета на училиштата од руралните средини. Какви се активности се дел од оваа акција? Па вака, значи, доста добра соработка имавме од текот на прошлата година со училиштата во урбаните средини, нели? Обука на професорите, сознание на децата како изгледа еден пожарникар, со која опрема располага, кој е начинот за побарување на помош, мислам у тој дел на давање информации, обука за евакуација при настаната ситуација на пожар, нели во самото училиште, како би излегле побрзо, сето тоа добро организирано, ради тоа што училиштата имаат бројка од некои училишта имаат, како Васе Главинов, од 700 до 800 до 1000 деца, значи една смена, значи треба 3 до 5 минути да се изнесат тие деца, да не бидат загрозени од самиот дим од загашување или па не дај Боже од запалување, од пожарот изгореници дима, него сето тоа за да го направиме ние од територијалната противпожарна единица при пријавување на таква ситуација, треба обука на наставниот кадар. Што значи тоа? Тоа значи дека тим со директорот треба сето тоа да го организира, каде што додека стасаме ние за тие 3 до 5 минути, веќе да се координираат како да се изнесат децата. Останатото ние го правиме доколку има залутано дете у простори каде што е задимување, каде што они не можат, пошто немаат соодветна опрема за влегување во тие простори, но реков се со заедничка соработка. Сето тоа и со предавање беше, и со практичен дел како би настапиле ако настане почетниот пожар, кој што рековме, нели, со чаша вода може да се изгаси секој почетен пожар. Тоа е задача на професорите и на домаќинот на училиштето да ги алармира. Сето тоа го направивме и секоја стоиме на располагање доколку имаат желба да се повтори таа обука, стоиме на располагање, но сега ќе посветиме оваа година повеќе внимание на децата во руралната средина, каде што прв пат ќе видат како изгледа, освен на цртаните филми пожарникари од СЕМ што го гледаат, ќе видат, се извинувам, оригинален пожарникар и неговиот начин на действување. Значи ќе ги запознаеме децата во реалната средина, не смееме да ги запоставиме ради тоа што после извесен период од четврто деление тие веќе идат во урбаната средина, значи сепак треба да бидат од корис и во своите домови на своите родители да им покажат и во самото училиште со наставниците да действуваат, така да мислам дека ќе биде позитивно од наша страна и ќе биде прифатен. Сега сме во преговори со тие училишта кога ќе одредат термин, за да биде сето тоа направено како што треба, професионално. Сметате ли дека ваквите акции влијаат на подигнување на свеста за сериозноста? Па, овие 3-4 години со максимално, нели, уложување, како од моја страна, така и од колегите и од општина Велес, почнува свеста да се развива, само наидуеме до еден заеднички проблем. Тоа е финансирањето. Значи, што треба самите да си ги средат работите, што ние немаме таква надлежност. Значи, сето тоа го насочуваме, нели, каде треба сето тоа да го направат, некако наидуваат на проблем финансиски. Но сепак ја им давам, нели, да бидат храбри и сега баш времето е доста модерно со тие проекти, значи да аплицираат и сето тоа може да го направат, значи со тие панични светла, со димојавувачи, значи има проекти каде што ќе аплицираат, наставниците се доста, нели, усовршени у тие проекти, значи да обрнат внимание за безбедноста, значи ние се правиме за да биде убаво, нели, во градот и во руралните средини, безбедноста малку ја запоставуваме, мислејќи дека нели треба средства доста. Некојаш и проект е доволен, гледаме дека и владата на Република Македонија, нели, дава начин како тоа, како за, нели, за станеви, за куќи, така и за безбедноста. Ја мислам дека со добри проекти сите училишта би се спремиле за безбедноста, пошто сите праќаме деца каде што сакаме да не бидат безбедни, да отидат на училиште, да добијат знаење и да се вратат безбедни во своите домови.
Покрај ова што споменавме досега, кои се другите ваши работни задачи како пожарникари? Па вака, значи нашите работни задачи на професионално, значи имаме обврска секој ден во територијалната противпожарна единица, еден работен ден, на тоа мислите сигурно. Так. Значи во 07 часот, односно во 6:30 до 15 за 7, смената се работи во 4 смени, каде што дежураат 12 часа, нели, 24 одмараат, ноќно 12, 24, што значи 24 сата територијалната противпожарна единица е спремна со екипа каде што очекува повик за интервенција. Работниот ден на пожарникарите е прво прегледување на личната заштитна опрема која треба, нели, да ја користи при евентуален настанат пожар или елементарна непогода, проверка на колективната опрема од палење на возилата, исправноста на возилата, исправноста на колективната опрема, значи црева, спојки, приклучоци, пумпи, сето тоа. Значи сето тоа кој ќе се прегледа, после се враќаат горе во работните простории, имаат план и програма за работа каде што имаат усовршување и нели повторување на знаењата, да не се заборави користење на дрегер апарат, дишниот апарат, како да се опреми, со која брзина да се опреми. Сега, значи, кога би имал и млад кадар повеќе, тогаш би била појака организацијата, значи, би правеле и вежби, значи, добри вежби би правеле. Значи, едно оделење, да речеме, треба да биде од 10 до 11 пожарникари, едно нормално оделење. Ние веќе со 4-5 пожарникари обслужуваме смена, значи, вкупно 23 пожарникари сме. И сето тоа, после имаме релаксирано, дали спортување, кошарка, пинг-понг, дали имаме, нели, запознавање на улиците, сега имаме нови имења, нели, од там на новите улици, по старо и по ново, така да се подсетуваме како би стигнале побрзо на местото, како се, дали е приступачно местото, со кое возило би отишле, и сето тоа работниот ден до 15 часот веќе е потполнето со тие активности. После 15 часот до 19 часот имаат слободни активности на интернет, телевизија и така релаксирано. Она што сакав да споменеме дека покрај интервенција на гаснење на пожари, ви учествувате, например, и во интервенција при сообраќајни незгоди. Да, значи нашата работа не е само гасење на пожари, превенција, едукација. Се што се случува неубаво, ние учествуваме во соработка со СВР, со полиција, со брза помош, со шумското стопанство, со Дервен. Значи, ние учествуваме во вадење на жртви во сообраќајни несреќи. Сега последниот пат беше овде кај Црна река. Значи, правиме се во нашите можности за да излечеме жртвата и да им ја доставиме на првата помош што стигнува брза помош одма со возилото, за да го пренесат и одма да реагираат доколку има шанси да се спаси нели, тој што е инволвиран во самата сообраќајка. Исто учествуваме во поплави, значи кога овој период имаше доста голема вода на реката Вардар и се грижевме за безбедноста со општина Велес и со тимот за луѓето што се покрај речните корите на реката Вардар. Значи ставаме на одредени места песок, вреќи, каде што да не прели и да не дое до несакани последици, нели, да нема, или им ги известуваме граѓаните да се повлечат од тие викендици додека поминат, за да не останат од луѓето, нели, граѓаните сака да си го зачуваат својот дом, а со тоа не наведуваат на ризици што можеби претходно, што го рековме тоа превентивно, да се оценат, да се бидат во своите станеви, кој ќе заврши сета таа, нели, голема вода, која ќе помине сета таа опасност, пак ќе се дојдат во своите домови. Значи, добра соработка и со Дервен, и со општина, нели, дежуравме скоро секој ден одевме да ги гледаме и мостовите, пошто при носењето на големата вода Башноселскиот мост не е доста ризичен, а тука сите теретни возила поминуваат, доста големи дрва се подпираат на стубовите и самиот удар на водата може да дојде до несакаден последица, но се до тоа добрата координација, значи од пожари, сообраќајки и сите непогоди, ние сме побарани, дури сме ваделе жртви, давеници од реката Вардар, што и тоа е дел, нели, што го работиме, заради тоа што сега веќе и законски влеговме со законот за пожарникарство од 4-та категорија на работници, сега сме во 2-та категорија, овластени службени лица и
имаме звање пожарникар спасител. Што дојде соодветно и право значење на пожарникарот. Так. За месец дена, поточно на 20 мај, се одбележува Светскиот ден на пожарникарите. Дали веќе имате во план некои активности како ќе го одбележите овој ден? Па да, у програмата за 2016 година, освен програмата за работа и обука на пожарникарите, секоја година е предвидено да се изведат вежби. Значи, прошлата година беше во кругот на територијалната противпожарна единица, оваа година ќе бидеме, пошто сите граѓани поради некоја причина не можат сите да дојдат во противпожарниот дом. Значи сега тоа ќе го организираме со координација со градоначалникот на општина Велес. Одобрено е во центарот или во тој дел од гимназија до центар ќе одбереме соодветно место каде што ќе презентираме начинот и одредени акции при действување на територијална, тоа ќе биде импровизација, нели? И сепак ќе се доближиме ептен до граѓанинот поблиску и ќе сватат дека тоа што го правиме максимално даваме се од себе, макар што има, нели, и позитивни и негативни коментари, но негативните ги прифаќаме за да се поправиме. Многу е проблематично кога нешто се измислува, а се кажува, да речеме, за пожарникарството како се действува, а соодветно не се придржаваме кон правилата, ама ние сепак тоа не запира за да им докажеме дека сепак ние го правиме сето тоа професионално и сепак се што може да направиме да бидат безбедни и сето тоа ќе биде презентирано пред граѓаните и ќе видиме како ќе биде, нели, дадено позитивно или негативно. Дали има појави на злоупотреба на бројот на противпожарната служба? Па вака, значи, предходните пред 2-3 години им беше, пошто родителите на своите деца да им приучат задоволство, им купува мобилни телефони. И сега, за да врти на друго место, нели, на мобилен, се плаќа. И вака ги разбра телефоните што беа практични бесплатно и почна да вртат. Значи имавме проблеми ние, брзата помош имаше, полицијата. Пробаа, нели, сепак ние сме професионалци кои ќе се јават со 2-3 незгодни прашања од професионална страна, ќе сватиме дека во прашање, нели, манипулација на самото дете, ама без разлика дека ќе сватиме дека е лажна пријавата, ние без да знаат они со возилото ќе отидеме до местото и ќе видиме од прилика дека се работи за дете, значи не оставаме на случајност, можеби и тоа дете и е должно, пошто идат во територијалната противпожарна единица, им го кажуваме зошто да го употребат телефонот, значи веќе нема злоупотреба, него веќе и училиштата со наставниците идат да не посетуваат и им кажуваме како да го употребуваат. Сега дури и се добри помошници за пријавување на самите пожари, значи и они пријавуваат. Начинот како да се пријавува, више кој им го објаснивме, сега веќе и соработници се наши. Так. Ја оставивме пред самиот крај статистиката. Дали имате евиденција колку пожари се случиле во ова прво тримесечје од годината? Да, за ова прво тримесечје имаме 24 интервенции, каде што претежно имаме, значи, 5 интервенции на неичисти неоджаци, што го зборувавме сега претходно проблемот, во индивидуални куќи за живење. Имавме неправилно користење на плински уреди во стан, 2 интервенции, имавме 2 коли запалени од неисправна инсталација, значи 2 возила, имавме нели континери запалени што не е проблемот континерот, апел беше и до самите самопослуги, хартијата што е да складираат и да не ја ставаат во самиот континер, ради тоа што луѓето што горат, нели, ќумбиња, жарот кога го чистат ќумбето го фрлаат во континер, се запалува континерот, ама до самиот континер, пошто стоат на паркинзите, има паркирано возила. Поголема е шансата да се запали возилото при одредена температура, нели. Имавме неисправна инсталација на камион, каде што возачот со брза интервенција сам апарат во возилото имал ПП апарат и го изгасил пожарот и сообраќајна незгода со една жртва, нели, тука ки Црна река. 24 интервенции за овие 3 месеца. Јануар немавме многу интервенции, значи тоа е февруар, март и април месец, почетокот на април. Се надеваме со овие апели, нели, дека на што помалку интервенции, без соработка и без послушност и дисциплинска пожарникарска послушност, ние
и да гасиме се, штетата не може да се надокнади. Подобро е соработка, така се смалуваат и да се развие свеста дека се е тоа за нивно добро, за нивните материјални добри, нивните животи. Вашата работа е таква природа што колку помалку работа имате, толку е подобра. Да, во секој случај. Да не заборавиме да споминеме на крајот дека вие сте и председател на доброволното противпожарно друштво Видра. Од кога е формирано, кои се неговите активности, колку членови број? Па вака, значи, друштвото е формирано на 29 јануари, се извинувам, 2010 година. Тогаш бевме активни максимално и во урбаната средина, во соработка со општина Велес, нели? Поделивме 5000 флаери во урбаната средина, го обезбедувавме езерото Младост, нели, кога беа камперите. После се случи оние, нели, движења каде што мораше езерото да го средуеме и верувам дека ќе го средуеме, се отстрани, нели, камперите, сите се отстранивме од тој дел, нели, на тие патролни работи не ги обавувавме, нели, после ни се случи некој пожар таму на езеро Младост. Друштвото броеше 40 членови, од кои млада популација, екипа за гасење повозрастните. Се дружевме, имавме услови за дружење. Сега очекуваме овој летен период дека ќе имаме услови за работа исто на езеро Младост, пошто еве гледате сами се припрема теренот на езеро Младост за туристите и ќе има доста туристи и ќе мораме пак да се организираме на тој дел, а во урбаната средина веќе делуевме, нели, активности каде што делевме флаери на патарините, нели, за возачите при застанување или при фрлање на опушок на летниот период, при зголемано возење од сообраќајките може да дојде до пожари, делење на флаери во домовите, нели, беше, потоа учествуваат во показните вежби. Ваа година, уствари, на 29-ти славевме 5 години од постоењето, нели, и тоа го направивме со делење флаери во Центарот за безбедност во сообраќајот и начинот, нели, како овие возила што се таксисти со нивните плински уреди да припазуваат. Децата, значи, веќе се на факултет, веќе пораснаа и кога би имале услови, нели, би пак поново би биле активни, они се активни тие одредени 10-15 деца. Значи, кога би имало услови сега летниот период, тоа што на езерото Младост беше интересно, значи, движење со луѓето, едукација на камперите и после имаа забава и дружење, нели, работа, дружење работа на самото езеро, капење, нели, сето тоа, значи, и сето тоа мора пак да ги задржиме. Верувам дека и општина Велес ќе подаде рака за да бидеме таму сместени во текот на овој летен период. Од кога станав командир на територијалната противпожарна единица 2012, сета таа работа ја води заменикот, нели, на доброволното противпожарно друштво Јован Велковски. Исто 5 души имаме професионалци во доброволното друштво, што ќе служат за обука и едукација на самите деца. Истото го прави заменикот, нели, што е председател на доброволното друштво, и обука на самите, нели, деца што се у доброволното противпожарно друштво, ракување со, нели, со возилото, како да се исто ко професионалците. Значи, лани вежбата што беше и они учествува со дрегер апарат и сето тоа многу брзо го сваќаат пошто се млади и кондиционно се спремни, доста помлади се. Имаат желба, значи, па да речам 90% од тие што се веќе студенти, дури имаат желба и да бидат активни професионалци во противпожарната единица. Дали мислите дека од таму потекнува идниот млад кадар на противпожарната служба? Па секаде во светот. Значи, доброволните друштва се број 1, каде што се лулка на професионалците пожарникари. Со долгогодишна работа во доброволното противпожарно друштво и обука и едукација на самите деца созреваат така да веќе се вистински професионалци од дадена ситуација, нели, со законот, и законот опфаќа дека 5 години учество во доброволното друштво имаш право да бидеш професионалец и да конкурираш со, нели, останатите услови што ги бара професионалноста, од лекарски преглед, здравствена и така, али пред се желбата и љубовта ако имаш, мислам, препреките нема да ти бидат големо значење, значи тоа ќе има луѓе што имаат, се плашат, имаат страв, а сето тоа чим
си се посветил на професионалноста, доброволните друштва се лулка на професионалците пожарникари. И само да кажем, од каде потекнува идејата за формирање на ова друштво? Чија беше иницијативата? Идејата беше моја. Значи, пред да станам командир, видов дека професионалноста почнува да изгинува, али, пожарникарството. И сега, само за да влееш доверба и поверење на децата, јас сум благодарен и на сите родители што ги пуштија децата, нели, за да бидат пожарникари, нели, доброволци пожарникари, и видов дека мораме да ствараме генерации. Значи, еве, ја имам уште 7 години до пензија. Значи, ако сите гледаме да дојдеме до пензија и да го запоставиме пожарникарството, да сепак со таа плата пожарникарска си створил фамилија, си изгледал и така екзистенцијата ти е од професионалноста, значи треба и кадар да се ствара. Значи, за да се ствара кадар, треба на децата да им влееш љубов. Не само пожарникарство, значи секоја професија. Значи, децата како се формираат, секој сака доктор да биде, секој сака да биде, не знам, по инженер и така натака. Значи, сите професии не се за подценување, ама секој што си работи професијата си бара да си створи некој кадар. И затоа го формирав тоа доброволно противпожарно друштво и се надевам дека младата популација ќе продолжи таа традиција во добра соработка со општина Велес, поддршка дава и сега само некои услови да се средат за да биде и на терен се до тоа, ради тоа што местото нас не е во шумата. Значи, не ни е местото во градот, во летниот период, а во зимниот период се знае се враќаме во урбаната средина, каде што ќе се дружиме со граѓаните во висококатниците и во делот од градот што не е специфичен, нели, со каците и така натака. Так. Господине Лепидовски, јас ви благодарам многу на гостувањето. Споделивте со нас корисни информации пред почетокот на летото. Јас се надевам дека сите граѓани, нашите гледачи ќе ги послушаат вашите совети и се со цел да се заштитиме како себе си, така и природата од пожари. Да, благодарам на поканата и верувам дека сето нешто што не им е јасно на граѓаните, 24 сата им стоиме на располагање. Так. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.